Иднината на македонските земјоделци и сточари е производство на органска храна. Земјата нуди идеални услови и клима за одгледување на ваков производ, кој е многу баран во западноевропските земји. Познавачите на приликите на денешната трибина во рамки на програмата за зголемување на пазарната вработливост посочија дека поборовачката на македонската органска храна од европските земји е поголема од тоа што се произведува во земјата. Странците велат се заинтересирани да купуваат од нашата земја дури и органско семе. А органското производство такво какво што е, носи поголем приход на самите земјоделски производители, што значи на единица мерка можат многу повеќе да заработат. Значи од 1 хектар конвенционално се заработува многу помалку отколку од 1 хектар органско производство. И може да се имаме интерес од странските купувачи да се склучуваат долгорочни договори кои што и однапред дел се авансира во опрема. Значи има голем потенцијал. Некои фармери кои присуствуваа на трибината истакнаа дека извозот на дел од органската храна е сложен. Меджита Мити од Агро Драгоево, овчарско стопанство кое произведува органско сирење, вели дека токму поради бирократски причини досега не успеа да обезбеди документи за извоз на својот производ. Тој мора сирењето да го продава на домашниот пазар, каде нивото на свест на населението за користење на органска храна е многу ниско. Никој не јаде сирење органско. Тоа органското многу мало е и според тоа сите си земаат сирење со прав, што се млеков прав и што прават шмичарлаци и тоа сирење го јадат луѓето. Бидејќи е поевтино, а органско треба да биде малку поскапо, али не може бидејќи народот нема пари. Во Македонија има 600 сертифицирани оператори кои произведуваат органска храна. На светско ниво, оваа стопанска гранка е една од најбрзо растечките.